За 2470 денари бруто, односно 1667 денари нето, се зголемува минималната плата од март. Покачувањето е согласно законот и веќе воспоставените параметри. Усогласувањето на минималната плата секоја година во месец март се врши врз основа на јасно утврдена формула и тоа 50% од порастот на просечно исплатената нето плата од минатата година и 50% од порастот на индексот на трошоците на живот. Со ова усогласување минималната плата која во 2025 година изнесуваше бруто 36.037 денари во бруто износ, за 2026 година ќе изнесува 38.507 денари бруто, односно 26.046 денари нето. Тоа представува зголемување од 2470 денари во бруто износ, односно 1667 денари во нето износ, во однос со 2025 година. Незадоволен од износот, представниците на Сојузот на синдикатите на Македонија ја напуштија седницата. Како што се плашевме, на денешната седница на Економско-социјалниот совет представниците на владата планираат да ја усогласат минималната плата само оноку колку што е законското усогласување. Сојузот на синдикатите на Македонија не може да биде соучесник во состојба која за работниците значи, односно само за оние работници кои примаат минимална плата 1500 денари, бараме 600 евра минимална плата, за најмалку 6000 денари зголемување на сите останати плати. Жалам што дебатите и дискусиите минатата година кои ги водевме, анализите кои ги доставивме, не успеа да им покажат и на креаторите на политиките, меѓутоа и на работодавачите дека реална е потребата за зголемување на минималната плата. Жалосно е што синдикати се во натрес учесници за нанесување на штета на работниците и на работничките плати. Предлогот за новоутврдената минимална плата, предложена од Економско-социјалниот совет, ќе биде разгледана на владина седница. Очекувам дека на следна владина седница, утре или следната недела, мислам дека уште утре ќе биде, да тоа го поминеме и како влада, и потоа нормално согласно висината на минималната плата од април за март практично да почне истата да се исплатува. На денешната седница на ЕСС требаше да биде презентирана и просечната потрошувачка кошничка, но тоа не се случи, од како што објасни Дурмиши, технички причини. Низината презентација е одложена за следната седница на Економско-социјалниот совет.